И денеска првото утренско кафе го пиеме со Христијан Томовски, кој 5 години работи како фитнес тренер. Верувам дека ќе го задржиме вниманието на сите наши гледачи, но најмногу на оние кои што се љубители на спортот и сите оние кои што се спортски активни. Ке напоменеме нешто за здравиот живот и се разбира кои се бенефитите од самото практикување на фитнес вежби. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Што ве мотивира секое утро да станете и да имате толкова дисциплина, толкова мотивација и дали можеби за вас првите часови од денот се најважни кога станува збор за практикувањето на вежби? Па за мене се најважни. Не знам, не гледам низ мотивација, гледам низ дисциплина. Знам дека мора да станам и да ги направам работите што треба да ги направам. И кога ќе го добиеш посекуваниот резултат, добиваш мотивација и тоа е еден улуп на задоволство. Односно тоа дека само за вас тие први часови се најважни, дали за вас само се најважни или генерално секој треба да ги практикува тие вежби рано наутро? Па треба да се спознае себе, да проба, да види месец, два, три, ако се осеќа одлично, да проба да ги вметне во својот лајфстайл. Не верувам дека баш за секој треба да стане са бајле и да вежба, али генерално ако имаш распоред кој што ти е многу бизи, многу е лесно да станеш са бајле, да вежбаш и да продолжиш со денот и да се завршиш све. Настрана од самото практикување на вежби, како изгледа на ваше типично утро? Па многу едноставно, чим станам сакам најбрзо што можам да искочам надвор, претежно шетам куќе, тоа е некои си 15-20 минути, пола сат, искачам одма од дома, тоа е најчесто идам на кај сала, пијам кафе, држам часови или вежбам. Тоа е онака наједноставно, најпрактично што сум сватил низ годиниве, да станеш од сабајле и да искочиш надвор на сонце. Па и да врне, и да не врне, и да е мрачно, само да искочиш. Дали има разлика од вашиот утро пред да станете тренер и сега, кога веќе сте тренер? Па нема некоја голема разлика, само тоа што не смеам да каснам на часот. Само тоа? Зборувам разлика во однос на животниот стил. Во однос на животниот стил, пофокусиран на учење нови работи, во однос на професијата, како тоа да го пренесам, како подобро да ги сватам луѓето. Животниот стил, мислам дека ист, со цел на здрав живот и некој компетишн кој ќе го пренесе. Се сеќавате ли на вашите почетоци? Можеби на првиот одржани час? Да, се сеќавам. Беше интересно, збунувачки. Мислев дека не можам тоа да го правам. И кога сватив дека можам, ми беше многу вау. Во што се состои најголемиот предизвик кога станува збор за тоа да се работи самата професија, односно да се биде фитнес тренер? Да се сватат луѓето и да им се помогне доволно. Ако им помогнеш многу, нема да сватат, ако им помогнеш малце, ќе бидат незадоволни, че да ги сватиш и да им помогнеш. Кои се самите бенефити од практикувањето на фитнес? Па најголемиот бенефит е тоа што ќе бидеш здрав. Пред се ќе можеш да се издржиш себе и да ги направиш сите обврски. Што мислам по тоа, нема да те болат некои основни работи како грб, колена, слично, ќе имаш кондиција да ги правиш сите работи, главата ќе ти биде почиста, бидејќи вежбаш. Едноставно телото, умот и духот ти е три да ги држиш у баланс. Значи, мора да вежбаме, мора да учиме, мора да се движиме, да комуницираме со луѓе. Ова е само дел од еден поголем систем. А дали на некој начин со практикувањето на вежби се улеснуваме за оној дел кога ќе бидеме повозрасни? Дефинитивно сега се прават тек истражувања, ама некои работи се основни, дека до 30-та година во животот треба да влезеш со максимално колку што можеш мускулна маса, затоа што понатаму опаѓа тестостерон, секое суштество маж, жена не е битно, колку повеќе мускули имаш, толку потешко, толку повеќе можеш во староста да ги обавуваш сите тие функции, исто така и за плуќата, за воздухот што го дишеш, колку повеќе кондиции имаш. Како старееш, тебе ти опаѓа капацитетот, ама колку е помал, толку полошо.
Че колку си поспремен, толку подобро на стари години, на некој начин. Дали се би пропаднало во вода доколку вежбаме и практикуваме секојдневно вежби, но се храниме нездраво? Па не се, ама многу голем аспект нема да откриеш од себе. Јас сум ја правил таа грешка на почеток и едноставно нема споредно. Че кога ќе внимаваш со искрено, сваќаш дека тоа е систем кој што се надополнува еден со друг. Велите на почеток јас ги правев тие грешки. Да. Сега веќе кога сме кај грешки и почетници, кои се најчестите грешки кои што ги прават самите почетници? Дали може би и на некој начин игра голема улога самото тоа неправилно практикување на вежбата? Па тој аспект гледаме да го исклучиме со тоа што правиме групни тренинзи, персонални тренинзи, само ради тоа да бидат поефикасни. Нашата идеологија околу тренингот е колку што можеш најефикасно да добиеш една комплетна фитнес програма. Значи за 1 сат дневно или минимум 4 пати неделно ти да бидеш најздрав што можеш да бидеш за тоа време. Нормално дека ако се вложиш поише бенефит ќе добиеш. За крај, со оглед на тоа дека напоминавме нешто повеќе за вашите почетоци, што препорачувате на оние кои што сакаат да започнат со оваа професија, односно да станат фитнес тренери? Кај нас е многу во зачеток таа индустрија, многу е тешко да створиш квалитетно искуство. Така да моја препорака е да бараат сериозни институции надвор од државата и тоа искуство да го пренесат во неа. Благодарам многу за одвоеното време и за првото утренско испиено кафе. Навистина ми беше драго што имавме можност да напоменаме нешто повеќе за здравиот животен стил. И мене исто.